Се уште трае потрагата по исчезнатата жена во село Челопек, општина Старо Нагоричане. Во тек е увидот на екипите на Министерството за внатрешни работи. Мештаните и сопственикот на куќата, која што целосно изгоре, Борис Димковски, тврдат дека 60-годишната Стојанка останала во домот. Во Челопек се уништени уште 2 куќи. Првичните информации колку ја што ги добив од МВР се дека се уште истражуваат куќата и дека во првата и во втората просторија каде што би можела да биде жената затворена, се уште нема никаква трага од нејзе. Во третата просторија изјавија дека има опасност да се сруши зидот. Машината од општината е на терен од јавното комунално претпријатие, им помага колку може да ги расчиста турнатините и да пристапат кон третата просторија во која се сомневаат дека може би е телото, но додека официјално инспекторите и полицијата не го потврдат тоа, јас можам само да ви дадам толку информации. На терен во Челопек покрај екипи на МВР се и пожарникарите од Старо Нагоричане, но и војници. Пожарот во Челопек, кој избувна вчера во попладневните часови, траеше само 20 на минути, но зафати поголема површина и 3 куќи, меѓу кои и домот на Димковски. Нема ништо, па не може и жена да го извади тој. Тој е унуса. Чекал и тој да го најде. Да Колку време се гаснеше пожарот? Огнот, голем ли беше? Како не бие, опасно не бие. Неверојатно. Чур пати од север, одгор, и не може да се улезе више чур. Пошто пожарни не може да улезе, ја не може да улезе. Кој може да улезе, ја? Ја нема шанси. Нема никој, двојица смо били, оба криви. Она со спасалица, овој со спасалица. Едино ја и она што искучимо. Ама чур на обори више, чур нема кој да зидемо више, кој ќе. Не може да се вратимо. Паре ми изгороше, новченик ми изгоре, документација, све ми изгороше. Све сум, лишен од слобода. Ама земи го жену, како ќе го зему, кад ја не може да го сида. А она се затвори вода и толку, готово. И нема, после да дошле вие. Али не трябваше да го проорав дека трактор требаше. Да беа преврат да се спасме. За брзо ли време дојде пожарното? Кога дојде кога се запали куќа, па неќе да го гаси плоти, што вој гаси. Не куќа, гаси, викам, гаси тебе, жена е, жена. Само излезов тука до патот, погледав тука на редот гори. Али тука малку, а тамо повише. А гледам слама, значи таа е моја њива испод овој куќу. И има многу слама. И појдов зема лопата и гребулја, ја ми сујаче да спречу нешто. Отиде тамо и овој човек што му изгоре куќа на njega, и он појде тамо со мене. Ја виде дека не можу ништо, па има мотор уклучи од бунар и од водовод, 2 црева. Ми со стојќи угасу, не бива. Почна, значи, ноге по кратки панталоне ми изгоре овдека. Бегај, вика вратаница ми дојде, бегај, тетке, бегај, ја измеѓу куќу и овој трало. Побегна нагоре, муж ми остана унутре, а овај жена, док ја појде да види што гори. Значи, она до туј беше дошла, и муж и жена, до пола двор беа дошла. Njega ga видо док ја побегна нагоре с трактора, њума не го више виде. Дали се она унутре вратила, нигде го нема и се рачуна дека изгорела. Коде мене куќа само е кров изгореја на тој, што се седот, имам 3 соби и 2 купатила, испуцани су зидови, унутра имам ствари, не сум изгореле. А значи кош, амбар, шупа и трло изгорени су све. И животиње, тој септичка јама ми беше со греда и тој изгорело све. Во североистокот се уште се активни пожарите во Желјубино, Старо Нагоричане, но и во Кумановско, Јачинци и Четирице. Активни пожари има и во Липковскиот регион, во Лојане и Сопот.